Социјалдемократите и ВМРО-ДПМН во Штип отворија војна. Лимениот покрив на општинскиот секретар откри луксузни дивоградби. Тенда на секретарот на општина Штип, кој вчера СДСМ ја посочи како дивоградба, веќе денеска се уриваше, а градоначалникот Иван Јорданов на лице место одржа пресконференција. Лимот и настрашницата се отстранети, покрената ќе биде дисциплинска постапка за секој кој што е инволвиран во овој случај. Селективност нема да има и нема. Се додека сум градоначалник, законите во општина Штип ќе важат подеднакво за сите. Инспириран од опозицијските критики, Јорданов денеска ја продолжи приказната со дивоизградени објекти, но овој пат од времето кога локалната власт беше во рацете на СДСМ. А во минатото кога имало градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, е издадено решение за реконструкција на стар објект кој што се наоѓал на местото на сегашниот див нов објект кој што е изграден, и на наместо реконструкција е изграден нов објект без одобрение за градба, без платени комуналии. Во централното градско подрачје е никнат хотел без платени комуналии, без одобрение за градба. За да се изгради во минатото овој објект кој што го гледате во позадина, се исечени неколку десетина дрвја кои што се препознатливо обележија за населбата Македонка. На истата локација каде што биле дрвјата е изградено бесправно изграден објект, хациенда куќа, од страна на лицето Факит Ферати од Сарај, кој што изградил куќа хациенда на територија на општина Штип на државно земјиште без соодветна дозвола. Се наоѓам исто така пред објектот кој што е изграден во мандатот на претходниот градоначалник на државно земјиште без никаква право на собственост, без никаква дозвола. Веднаш кога станав градоначалник, издадов налог да се направи инспекцијски надзор. Издадено е решение и записник за отстранување и рушење на овој бесправно изграден објект, но она кое што се случува и се повторува на сите останати објекти бесправно изградени, се повторува и со овој див објектов. Малку пред тоа, социјалдемократите одржаа и втор прес на тема лимена тенда, која што го надополни со нови аргументи. Поради транспарентност на случајов, јавноста треба да го има на увид записникот и извештајот од надлежниот инспектор. И како да беше малку што се гради без дозвола, на овие фотографии јасно се гледа градежен материјал во дворот на градинката Цветови, која се наоѓа спроти стамбената зграда на која се гради дивоградбата. Дали директорката дозволила дворот на детската градинка да се претвори во магазин за градежни материјали, со што се доведува во прашање безбедноста на дечињата. Наводите ќе се испитаат во најкраток можен рок и јавноста ќе биде известена, а доколку тие се точни, одговорност задолжително ќе има за инволвираните. Стои во одговорот од општина Штип.